Централен дневник на К1 телевизија. Добро вечер. Еве што ќе гледате во наредните 30 на минути. 3 нови инвестиции најави премиерот Груевски. Груевски му порача на Заев: ако имаш доволно доверба во себе, распиши предвремени градоначалнички избори во Струмица. Со пристигнување на учесниците во Гевгелија заврши 17-тата вардарска регата Гемиџи. Најважно за младите во Македонија се инвестициите на странските компании од светот, што отворија многу работни места, чиј број во иднина ќе се зголемува. Иднината за младите во Македонија доби поинаква смисла, истакна денеска премиерот Никола Груевски на годишната конференција на УМСН ВМРО ДПМН, најавувајќи 3 нови странски компании кои доаѓаат во Македонија. Веројатно најважно од се е што во Македонија инвестираат толку многу компании од светот, што се отворија и доправа ќе се отвараат илјадници нови работни места, кои во најголем дел ги завземаат младите, и нивната иднина во Македонија доби поинаква смисла. Еве деновиве министерот Бил Павлевски ме информираше за 2 нови инвестиции. Тој ме информираше дека се завршија преговорите со една компанија за производство на делови за автомобилската индустрија, во која планираат да вработат 280 луѓе и да инвестираат 15 милиони евра. Бил Павлевски ми информираше дека друга германска компанија за производство на електрични уреди исто така донесе одлука на нивниот борд на директори да инвестираат во технолошко-индустријската развојна зона Скопје 30 милиони евра инвестиција и да вработат 500 лица. Министерот Висар Фида ми најави дека една швајцарска компанија која произведува соларни панели има донесено интерна одлука за инвестиција од 11 милиони евра и до 500 вработувања исто така во технолошко-индустријската развојна зона во Скопје. Со објавување на нелегално стекнати креирани телефонски разговори, СДСМ наметна политичка криза во државата. Премиерот Груевски потенцира дека целта била уништување на економијата, а оваа влада ја открила целата игра. Официјалните признанија од учесниците во процесот на нелегално снимање потврдуваат дека Верушевски ги издавал наредбите. 4 месеци Македонија е исправена пред наметната политичка криза. Со објавување на нелегално стекнати и креирани телефонски разговори, СДСМ се обидува кризата да трае што подолго, рече премиерот Никола Груевски, потенцирајќи дека целта е да се уништи економијата. Но оваа влада и разобличи целата игра и има официјални признанија од учесниците во процесот на нелегалното снимање. Верушевски бил посочен лично од нив како наредбодател. Има една работа од која сите овие заговорници на оваа теорија бегаат како ѓавол, а тоа е дека 20 ангажирани агенти на Верушевски, од кои едниот бил главен инженер во МВР, вработен од 1993-та, а вториот бил шеф на 5-та управа во времето на Верушевски, целосно признаа се што било и како било. И тоа токму пред истражните органи, пред сведоци, пред вклучени официјални камери, која согласно знаком го снимала нивниот исказ, пред обвинител, со личен подпис и во целосна законска процедура. Двајцата си кажале дека нарачките за нелегално снимање и парите кои ги примиле за тоа не го добивале од Мјалков, туку токму од Верушевски. Во јавноста беше пласирана скајп комуникацијата помеѓу лицата инволвирани во случајот со нелегалното снимање. Истата докажува дека во минатите години ова трио прилично отворено комуницирало и се договарало, а дека и Зоран Заев е смешан во овој процес, доказ според премиерот Груевски е купената кола, личното залажување на Заев на Верушевски да му се обезбеди работна виза во друга држава.
Ако Заев има доверба во себе и во својата политика, нека распише предвремени градоначалнички избори во Струмица. Ова му го порача премиерот Никола Груевски, потенцирајќи дека на предвремените парламентарни избори стратешка грешка ќе биде ако не се порази оној кој одработува зададена задача, го руши угледот на земјата и си поигрува со чувствата на 2 милиони луѓе. Ако Заев има доверба во себе и во својата политика, премиерот Никола Груевски го повикува да распише предвремени градоначалнички избори во Струмица оваа есен, особено после онаа видео снимка на која отворено и срамно бара мито од бизнисмени за работи кои се обврски на општината, да ги заврши без при тоа да се оптоварува финансиски можен инвеститор или пак некое физичко лице. Замислите таков човек за премиер. Истото ќе почне да го прави и со сите домашни и странски инвеститори, и со сите домашни и странски компании, кои една по една ќе почнат да се повлекуваат и да ги затвораат новоотворените работни места. Независно дали тој или некој друг од овој тим ќе биде премиер, а самиот Заев шеф на партијата, бидејќи мокта секој еден политичар ја црпи од партијата за која народот се произнесува на избори и ја дава таа моќ. И гледам пред некој ден, објавиле дека преку давањето на субвенции на земјоделците власта го купувала и тој Иво од кого Заев најбезобразно бараше мито за себе и за брат му. А да го прашам јас од оваа говорница. Владата дава субвенции и на неговите фирми кои произведуваат корнишони. Говорејќи за престојните предвремени парламентарни избори, Груевски потенцира дека стратешка грешка ќе биде ако не се порази до патос, оној кој одработувајќи зададена задача и борејќи се за заслуга да дојде на власт, рушејќи го тешко градениот имидж и углед на земјата, поигрувајќи се со чувствата на 2 милиони луѓе, се обидува незаслужно и со измама да се допре до власт. Не е во прашање Заев или Груевски, во прашање посенетата интелигенција на цел еден народ, во прашање е валкана игра, која ако не се сосечи со референдумско гласање против инструментот СДСМ, која создаде кризата, ќе стане пракса, стил на живот, стил на владење, ќе стане иднина на Македонија, ќе стане правило со измама, со интрига и манипулација да се освои власт, а не со работа и со резултати, со реформи, со дела и со држење до дадениот збор, со остварување на ветеното. Ние сите ќе извлечиме поука од сето ова и ќе ги коригираме собствените грешки, или балем најгорен дел од нив. Неодамна предложените препораки на Европската Унија ќе ни помогнат во тој наш следен напор. Македонија ќе продолжи да се гради, потенцираше премиерот Груевски, нагласувајќи дека Македонија ќе продолжи со реформите и остварување на своите стратешки цели. За разлика од минатата година, временските услови ќе придонесат за поквалитетен род на лозовите насади. Родот засега е без болести, нема дождови кои би влијаеле на квалитетот. Се очекува годинава да има рекорден откуп на грози од страна на винарските визби. Временските услови оваа година придонесуваат за поквалитетен род на лозовите насади. Како што покажуваат последните испитувања, родот засега е квалитетен и многу подобар од лани. Без болести, а нема врнежи од дожд кои би влијаеле на квалитетот. Очекувањата за сончеви денови во наредниот период се во интерес на поголем квалитет на зрното. Минатата година, која беше тешка за лозарството заради временските неприлики, винариите го задржаа високото ниво на просечна цена од 14 денари по килограм, со што во зависност од квалитетот на грозјето оваа година очекуваат зголемување на цената за килограм. Според статистиката, просечните приноси на грозје во Македонија изнесуваат околу 250.000 тони. За разлика од минатата година, кога приносите и квалитетот на грозјето беа помали за 50%, лозарите оваа година очекуваат дека ќе биде подобра и од 2013 година, кога имаше рекордни приноси и рекорден откуп на грозје од страна на винарските визби. Велат дека иако врнежите од град на почетокот на летото направија мали штети во одредени региони, сепак очекувањата се дека оваа ќе биде плодна година за винската индустрија. Во
Во текот на 2014 година се изградени вкупно 26 дивоградби на територијата на општина Велес, 21 во Кавадарци, 5 во Неготино и 5 во Свети Никола. Во Демир Капија пак нема бесправно изградени објекти. 1075 објекти без градежна дозвола се изградени во текот на 2014 година на територијата на Република Македонија. Според статистичкиот извештај, најголемиот број од дивоградбите, односно вкупно 196, се објекти за домување. Од вкупниот број бесправно изградени објекти, 97,5% се во приватна сопственост, а останатите 2,5% во сопственост на државата. На територијата на општина Велес лани се изградиле 26 дивоградби, од кои само неколку се стамбени објекти, а останатите се гаражи, огради, скалила и слично. Надлежните од општината постапуваат согласно законските прописи. Согласно законските прописи правиме увид, констатираме кои се дивоградби, даваме налог, односно решение за прекин за работа. Луѓето обично се жалат на тие наши решенија. Тие решенија одат на второстепена комисија, таму се задржуваат малку подолго, меѓутоа повраќањето на тие решенија од второстепената комисија ние ги продолжуваме постапката онаква кака е согласно законот. Според годишниот извештај на Државниот завод за статистика за бројката на бесправно изградени објекти низ целата земја, градот Скопје е највисоко на листата со 304 објекти. По него следуваат Охрид со 109 и Тетово со 54 бесправно изградени објекти. На територијата на Кавадарци регистрирана е 21 дивоградба, а во Неготино и Свети Николе по 5. Во Демир Капија лани не се изградил ниту еден објект без градежна дозвола. Нутриционизмот и прехранбената технологија и биотехнологија се насоките кои ги нуди Технолошко-техничкиот факултет од Велес. Од факултетот велат дека и двете насоки се особено важни за современиот живот и начинот на исхрана на граѓаните, како и обработката и подготовката на храната. Повеќе од прилогот на Бојан Нанев. Нутриционизам или прехранбена технологија и биотехнологија. Ова се насоките кои во идната академска година ги нуди Технолошко-техничкиот факултет од Велес. Од таму велат дека нутриционизмот е доста атрактивна студиска програма која во изминативе неколку години од незиното воведување предизвикува најголем интерес. Оваа наука опфаќа анализа на суровините кои се користат во прехранбената индустрија. Анализа на намирниците кои што ги конзумираме како непреработени, оние кои што се добиени со технолошка обработка, понатаму изучување на здравствените бенефити на самата храна, бидејќи знаеме лекот може да биде храна, но во нашиот случај велиме храната да биде лек. Така што трендот во светот е да се грижиме за сопственото здравје, не преку конзумирање на медикаменти, туку преку конзумирање на храна. И најдобро лек, нели, да не се појави одредена болест е нејзиното спречување. Оваа студиска програма изучува и клинички нутриционизам, односно режим на исхрана, преку кој одредени пациенти ја третираат болеста. Павлова вели дека подеднакво важна е и насоката прехранбена технологија и биотехнологија. Овие пак дипломирани технолози, кои што се прехранбена технологија и биотехнологија, би можеле да најдат свое работно место во најразлични прехранбени индустрии, од типот на кондиторска индустрија, на лепи, пецива, вино, шекери, млеко, месни производи, значи секој тип на технологија која што е од анимално и од растително потекло. Така што сметам дека доколку сакаме да конзумираме здрава храна, треба да се промени и начинот, односно технологијата на подготовка на таа храна. Оваа насока паузираше минатата година, а ината академска година ќе биде достапна само во Велес. Нутриционизмот пак покрај во Велес ќе го има и на диспрезираните студии во Кичево и Битола. Со пристигнување на учесниците во Гевгелија заврши 17-тата вардарска регата Гемиџи. Организаторите се задоволни од текот на пловидбата, која велат дека поминала без проблеми и повреди на учесниците. Годинава регатата беше со најголем број на учесници, помеѓу кои имаше и гости од Србија и Бугарија.
Со пристигнување на стотината учесници во Гевгелија беше заокружена 17-тата вардарска регата Гемиџи. 14 пловни објекти, предводени од гемијата и велешкиот градоначалник Чедиев, на целта беа пречекани од градоначалникот на Гевгелија Иван Франгов. Најбројната посада досега на регатата, патеката по која пловеше во изминатите 4 дена, ја помина без никакви проблеми. Се надевам дека следната година ќе ме поканат и јас да се придружам со нив да дојдам бар последната релација да бидеме тука. Значи убаво е да традицијата да се продолжи и да можеме и патеката да ја продолжиме да стасаме и до Егеј. Ние идната година планираме, бидејќи оваа година имаме учесници од Бугарија и од Србија, да спратиме покани и до градовите точно чинието на реката Вардар од соседна Грција. Истовремено е на романска посада, уште од сега се резервира место за идната година на оваа регата. Организаторите на регатата велат дека пловидбата поминала во најдобар ред. Немало никакви повреди на учесниците, ниту пак оштетување на пловните објекти. Со оглед дека водата беше на највисоко ниво, имавме бранови, имавме сулини, имавме се што треба за да биде успешна и добра регатата. Значи уште еднаш повторувам, регатата нити по чамци, нити по луѓе, немавме никакви повреди. Задоволни од регатата се и гостите од странство. Оваа година по Вардар пловеа учесници од Србија и Бугарија. За први пат учестваме и сме исклучително благодарни на... Прв пат учествуваме и сме многу благодарни на организаторите кои не поканија да учествуваме, како и на нашите колеги од Македонскиот Црвен крст. Во изминатите неколку дена добивме исклучителни впечатоци од оваа убава река каква што е Вардар и природата во околината. Страхотно красива река каквато е Вардар. После овако 4 мање-више напорна дана. После повеќе или помалку напорни 4 дена, првиот ден беше највозбудлив затоа што беше и најдолг. После беше и полесно, ја научивме реката и не беше толку опасно како што ни најавија на почетокот. Единствена црна точка на регатата е пронаѓањето на женскиот труп во Вардар, во близина на Градско, на првата делница од патеката. За безбедноста на учесниците пак се грижеше спасувачкиот тим на Велешкиот Црвен крст. Следуваат вестите од Македонија. Тим на ММФ од утре до 8 јули ќе престојува во Македонија. За една недела се издадени 3023 потврди за престој на мигранти во Македонија. Тим на Меѓународниот монетарен фонд, предводен од Джесмин Рахман, од утре до 8 јули ќе престојува во Скопје со цел спроведување на годишниот преглед на македонската економија. Како што соопшти Меѓународниот монетарен фонд, тимот на крајот од мисијата ќе соопшти прелиминарни оценки и ќе го подготви целосниот извештај, кој ќе биде дискутиран на состанок на извршниот борд на ММФ, чиј датум ќе биде објавен дополнително. Посетата на тимот на ММФ е дел од редовните активности на Меѓународниот фонд за следење на состојбите со економијата што се вршат во сите 188 земји членки. ...3023 потврди за престој во Македонија се издадени за 7 дена на државјани од Сирија, Авганистан, Ирак, Конго и Пакистан. Од нив 2338 се мажи, 375 жени и 310 деца. Ниту еден од мигрантите не побарал азил, информираат од Министерството за внатрешни работи. Девојчето кое се роди во Гевгелија ќе има право на македонско државјанство. Во случај нејзините родители да побараат, Линар согласно законите во Македонија има право на државјанство. Нејзините родители се сириски државјани по потекло од Палестина, а живееле во кампот Јармук кај Дамаск. Веќе 2 месеци како бегалци талкале во Турција и Грција и преку Македонија планирале да стигнат во Германија. На 5 јули во Грција ќе се одржи референдум во однос на последните предлози на меѓународните кредитори за финансиска помош на земјата. Над 1200 лица починаа како последица на топлотниот бран во Пакистан. Повеќе од вестите за светот од колешката Надица Бисиновска. Со 178 гласа за и 120 против, претениците во грчкиот парламент ја усвои иницијативата на грчката влада за одржување референдум во однос на последните предлози на меѓународните кредитори за реформи во замена за финансиска помош. Грчкиот премиер Алексис Ципрас ги повика своите сонародници на референдумот да им кажат не на условите што ги нудат кредиторите и со тоа истовремено да кажат да за солидарна Европа.
Директорката на Меѓународниот монетарен фонд Кристин Лагард ја исклучи можноста да биде дозволено одложување на исплатата на долгот на Грција кон фондот, рок кој изминува на 30 јуни. Еврогрупата излезе со соопштение без подпис на Грција, а во кое ја осудува одлуката на Атина да спроведе референдум за програмата за финансиски спас на земјата и да ги прекине договорите со кредиторите, изјави денеска на крајот на седницата на Еврогрупата нејзиниот председател Јерон Дејселблум. 18 земји од еврозоната првпат излегува со соопштение без подпис на Грција. Понатамошни преговори со Грција за програмата за помош се невозможни. Таа завршува на 30 јуни, дополни председателот на Еврогрупата. Над 1200 лица го загубија животот како последица на топлотниот удар, кој веќе една недела го погаѓа пакистанскиот град Карачи, соопштуваат локалните власти. Директорот на управата за вонредни ситуации во провинцијата Синт Назар, Мохамед Боздар, изјавил дека од 20 јуни во болниците се примени околу 65.000 лица поради последици предизвикани од врелиот бран. Според него ситуацијата во последниве денови се подобрува, благодарение на брзата реакција на властите и медицинските установи. Во локалните болници во моментов се наоѓаат околу 1900 лица. И температурите во последните денови паднаа, се движат околу 34 степени, а пред една недела достигнуваа 45. Најсмртоносниот врел бран кој некогаш се помни во Пакистан, за несреќа се падна во месецот Рамазан, кога муслиманското мнозинство во земјата пости од зора до мрак. Вардар се покажа во добро светло. Футсал репрезентацијата на Македонија директно во главната квалификацијска рунда за пласман на светското првенство 2016. Македонскиот кошаркар Николов ќе игра за турски тим. Домашен спорт. Пријателскиот надпревар меѓу македонскиот фудбалски шампион Вардар и австрискиот клуб Волсбергер заврши без победник. Резултатот на крајот од надпреварот беше 1-1. Противникот поведе уште во 5-та минута преку шидол, но тимот на црвено-црвите успеа да израмни на стартот од второто полувреме, односно во 56-та минута од средбата со голот на Петковски. И покрај тоа што на теренот ги немаше Грнчаров, Хамбурџумјан, Блажевски, бразилецот Фелипе, како и Ивановски, Вардар одигра добар меч против петопласираниот австријски тим, а во финишот од мечот дури имаше и шанса да победи, но младите Петар Петковски и Филип Петковски не реализираа зицер. По поразот од Терек Грозни и триумфот пред 2 дена со Капфенберг, ова е прво одиграно реми за Вардар. Следниот меч на македонскиот тим е в понеделник против Пушкаш Академија. Македонската футсал репрезентација ќе игра директно во главната квалификацијска рунда за пласман на светското првенство 2016. На претходните квалификацијски надпревари, македонската репрезентација се покажа како квалитетна екипа и како резултат на тоа во моментов е на 21-то место меѓу европските футсал селекции. Согласно својот рейтинг, обезбедува директно место во главните надпревари од квалификациите, кои ќе се играат од 10 до 13 декември оваа година. Надпреварите од главната квалификацијска рунда се организирани во 7 групи по 4 тима, а место за плей-оф баражите за светското првенство ќе обезбедат најдобрите 2 тима од секоја група. Прелиминарните квалификацијски групи пак ќе се играат од 22 до 25 октомври 2015 година. Македонскиот кошаркар Кристијан Николов од наредната сезона ќе игра за новиот турски прволигаш Ишилгиресун Беледиеспор. Информацијата објавија турските медиуми, како и специјализираниот сајт за кошарка Евробаскет. 18-годишниот скопјанец се очекува во новиот клуб да добие поголема минутажа. Минатата сезона за гигантот од Истанбул, Галатасарај, Николов настапи на 8 надпревари во Евролигата и имаше просек од 2,6 поени, 0,9 скока и 0,9 асистенции, додека во ТБЛ лигата одигра 5 средби со просек од 1,4 поени, 0,2 скока и 0,2 асистенции.
А денеска имавме претежно сончево време. Да погледнеме какво време не очекува во наредните денови. Ова беше последната информација за денес. Имајте пријатна вечер.